Денес сакав да ја поврзам саботата со Божиот печат, како што мнозина не достигаат, фалат, токму денес за големата сабота. Сакав да се подсетиме пред се на фактот дека големата сабота, иако единствено апостол Јован ја споменува, 4 евангелисти под тој назив, големата сабота, беше многу потрагична за самите Исусови ученици. Бидејќи таа беше единствената сабота на која што им фалел самиот тој, нивниот Господ и Учител. Меѓутоа, дали самата сабота мораше да биде тажна и жална за нив? Не мораше. Доволно ќе беше петокот да беше жален, тажен и трагичен, иако и тој не до толку, ако имаа вера, ако веруваа во Христовите зборови, дека ќе воскресне. Интересно е што неговите непријатели сериозно ги сватија Христовите зборови. Кога дојде кај Пилат евреите, што му рекоа свештениците? Се сеќаваме дека овој, памтиме дека овој избегли, велеше по 3 дена ќе воскреснам. Но учениците негови не го памтеа тоа. Много интересно. Или може би, ако го памтеа, не веруваа. Како што Петар реагираше с краја да е Господи, такво нешто треба нема да снајде, да бидеш распнат, да бидеш предаден на смрт во рацете незнабожечки. Да, храмот и така натаму, точно. Иако тоа беше малце по-загадочно кажано. Христос зборуваше за своето тело, вистинскиот храм, од Бога изграден, а не за камењата и дзидовите во Ерусалимскиот. Христовите ученици помина една многу трагична, една многу тажна сабота, иако таа сабота беше големата сабота. Затоа што тие самите не поверуваа. Се разбира, ни самиот Великден не беше подобар. Од сабајле до вечер Христовите ученици не веруваа. Целиот прв ден од седмицата, денот на Христовото воскресение помина и повеќето ученици се уште не веруваа. Повеќето. Не веруваа на првите вести од жените, мироносиците, како што ги нарекува традиционално, бидејќи ги го носеа мирото, маслото. Христос прорече дека нема да има време, нема да успеат да го помажат неговото мртво тело, кога ја фалеше блудницата што тоа го направила во домот на Симона фарисејот. Таа однапред го помаза моето тело за погребение. И жените навистина не стигнаа да го помажат мртвото Христово тело, петок навечер, и затоа недела сабајле си ги носеа маслата, да ја завршат таа работа, без да знаат дека тој повеќе не е мртов. Без да знаат дека оној за кого плачеле и тажеле и за кого покажувале поголема љубов дури и од апостолите, бидејќи тие отишле рано на гробот и никој друг. И Господ ја наградил таа вера, таа љубов нивна, не беше вера, но љубов, со тоа што станале првите сведоци од Христовите следбеници, значи со исклучок на римските војници, од Христовите следбеници, жените беа првите сведоци на неговото воскресение. Зошто беа првите сведоци? Затоа што тие имаа поголема љубов. Тие отишле на гробот рано наутро во првиот ден од седмицата, после саботата. Знаеле, значи, исправно ја празнувале саботата, иако тажни и разочарани, со тоа што не отишле таа работа да ја вршат у сабота. Но рано наутро мугри од првиот ден. Не чекале да поминат ни неколку минути зора,
оделе кон гробот да се ја завршат таа работа, во која што саботата ги прекина. Петокот на вечер. Не знаејќи дека Христос е веќе жив. Многу интересно. Колку што беше длабоко нивното разочарување, сега толку беше силна онаа делириумска радост. Но поставив едно прашање, за кое што пред 2 саботи тогаш Силвија стана и кажа еден одговор, едно незино искуство со еден поп. Зошто Христос почивал големата сабота во гробот? Бидејќи зборувам за Божиот печат, се сосредоточувам на саботата. Значи, пред најславниот настан од историјата, Христовото воскресение, без кое што и самиот апостол Павле вели, залудна ќе беше нашата вера, бидејќи се уште ќе бевме во нашите гревови. Значи, смртта само по себе не беше доволна за спасение, за откуп на човештвото без воскресението. Зошто е тоа така? Затоа што кога Христос воскреснува во новото тело, во новата природа, со тоа го оправдува човештвото и посебно верниците. Затоа што неговата смрт значи крај за гревот, крст, знакот тау, печат, нема повеќе грев. Гревот е распнат и гревот треба да остане распнат и мртов за секогаш. Тоа е пораката од Евреите 4 глава. Ако влеземе во Божијата почивка, а таа започнува на големата сабота, започнала се разбира за него самиот, на нашиот влез во таа почивка започнува големата сабота. Но Господовата почивка започнала 7-миот ден од создавањето. Самиот Павле вели, иако неговите дела беа завршени уште од создавањето на светот, значи, иако првата сабота, тој 7-ми ден од создавањето е многу далеку во минатото, сепак Господ и понатаму почива од тие своји дела. Затоа што тие негови дела беа совршени, тој ништо не дооправува откако починал од делата на создавањето. Тој ништо не досоздава. Ништо не било тогаш незавршено, за да мора одново да се зафати со тие дела. Така, паралелата во Евреите 4 глава, таму од 9 до 11 стих, е таа. Ние, секој кој што влегува во Божиот покој, тој почива од своите дела, како и Господ од своите. Таа паралела апостол Павле ја направи со саботата на создавањето. Јас сакам да ја направам со големата сабота, со саботата на Христовата смрт. Кога мртвото Христово тело почивало во гробот таа сабота, тоа значи дека што се однесува до гревот, ние треба да бидеме мртви за секогаш. Че таа сабота, иако била 24 часа, сепак е символ на онаа вечна сабота, како и самата сабота на создавањето. Што се однесува до гревот, ние треба да бидеме мртви за секогаш. Цел еден саботен ден, значи цела вечност. Треба да бидеме мртви за гревот. Христовата грешна и смртна природа била распната на крстот и тој за секогаш ја оставил таа во гробот, да чмае таму. Пето што кога станува со новата природа, со новото тело. Затоа и ние, ако веруваме во оваа вистина, заедно со Христа сме станати, воскреснати за нов живот. Не воскреснал стариот човек,
Немало никаква трага од старата грешна и смртна природа која што Христос ја оставил во гробот. Која што повеќе и не постоела никаде. Туку станува во новата природа, во новото тело. Господ не сака да бидеме мртви за секогаш. Адам кога сгрешил, законот барал смрт. И ако Адам бил погубен и мртов за вечност, законот ќе бил задоволен. Адам никогаш повеќе нема да греши. Но Господ сака да живееме, значи решението да не грешиме на тој начин што ќе бидеме мртви за секогаш и гаранција дека никогаш нема да погрешиме. Господ сака да бидеме живи за секогаш, а сепак да постои гаранција дека никогаш нема да погреши. Како е тоа можно? Тоа е доктрината за Божиот печат. Секој верен христијанин низ вековите, со тоа што умирал, ако умирал со вера, покајан од своите гревови и со надеж за воскресението, самата смрт за него представува Божиот печат. Самото тоа што умира, тој повеќе нема да греши до Господовото доаѓање. Но што значи Божиот печат за последното време? Оно што јас го прогласив за суштинска доктрина на адвентизмот. Без тоа адвентизмот не постои. Тоа е основата на адвентизмот. Доктрината за печатувањето. Тоа е дека Господ еден ден ќе престане да посредува за човештвото. Кој е тој ден, ние не знаеме од напред. Па ни отпосле нема да знаеме, ако сме живи и запечатени. Додека не го видиме на облаците. Но кога Господ ќе престане да посредува, тогаш неговиот народ што ќе биде на земјата, оние што ќе бидат живи до неговото доаѓање, ќе бидат запечатени. Значи, запечатени, нема да грешат, усовршени, посветени, ама живи, не мртви. Лесно име на мртвите. Тие се веќе мртви и тоа е само по себе доволна гаранција дека се запечатени. Нема да грешат додека Господ не се појави, да им донесе нови тела. Односно да ги преобрази. Не треба да ги носи нешто. Но како живиот верник да остане жив цело време без да види смрт и да живее без посредник цело време без да види смрт, додека Господ не се појави. Да го преобрази неговото смртно тело. Само ако биде запечатен. Значи, тоа е запечатувањето. Оно што досега го проучувавме, Ефесијаните што читавме, Светиот Дух запечатува, залог за нашето спасение, или капар, како што реков минатата сабота. Тоа е она почетно миропомазание, крстевањето со Светиот Дух. Така започнува христијанскиот живот. Но тоа не е финалното, конечното запечатување. Адвентизмот постои заради конечното запечатување. 144 илјади. Со Светиот Дух се крстиле мнозина. Сите верни христијани низ вековите, ако така речеме, биле запечатани со Светиот Дух. Меѓутоа, тоа е само залог, тоа не е финалниот печат. Тоа е само капар, а не е целата исплата или уплата. Тоа значи зборот залог, нели? Конечната уплата е совршенството. Тоа совршенство ќе го имаат 144 илјади, ако читаме во Откровението. Тие ќе бидат запечатани со Божиот печат. Значи, сега гледаме голема разлика. Кој
кој е запечатен со Божиот печат. 144 илја, значи тој е конечно ограничена бројка. Додека со Светиот Дух се запечатени милиони христијани низ вековите. Која е другата разлика? Веќе ја споменавме. Запечатените со Светиот Дух можат и да умрат, дали со мъченичка или со мирна смрт, се едно. И да воскреснат на денот на Господовото доаѓање, за живот вечен. Но 144.000 се посебна класа. Тие нема да видат смрт. Тие ќе бидат запечатени, ама живи. Тие ќе бидат усовршени и посветени, ама живи. Печатот за нив представува гаранција дека повеќе нема да грешат, иако се живи. Иако и понатаму се искушуваат. Замислете. Дури искушенијата и агонијата низ која што ќе поминат после престанокот на милост е многу поголема. Тоа е многу поголемо искушение, отколку било што пред тоа. Тие ќе поминат низ она што Духот на пророштво и Библијата го нарекуваат времето на големите неполи. Тие ќе поминат низ 7 последни зла. Ќе бидат искушувани до максимум. Во големата борба се вели, Господ ќе дозволи сатаната да ги куша до максимум. Но нема да сгрешат во ништо. Ќе биде како Христос, кушан во максимум, а не сгрешил никогаш. После запечатувањето, тие нема да сгрешат никогаш, иако ќе бидат живи цело време. Иако ќе бидат кушани цело време, дури посилно од порано. И тајната на сето тоа, на тој успех, на таа победа, на тоа совршенство представува Божиот печат. Зошто тој печат е саботата? Тоа е темата. Елена Вајд само на едно место вели во рани списи на почетокот, тој печат е саботата. И точка. Ниту образложение, ниту објаснување и така натаму. Но наше е тоа да го проучиме. Може би за ова ќе зборувам следната сабота претходна. Зошто саботата е Божиот печат? Каква врска има саботата со Божиот печат? Веќе кажавме некои мисли. Саботата значи крај, последниот ден. Значи финале. Тој ден кога се било совршено. Тој ден кога Господовата служба на земјата била завршена. И тоа совршено. Господ почивал во гробот. Совршено. Почивал. Без никакво вознемирување. Значи, гревот и грешната природа биле мртви за секогаш. Кога станал со нова природа. Не дека тој имал некој грев, туку тоа тело што во саботата почивало на гробот, тоа грешно, смртно тело, е всушност нашето тело. Последица на нашиот грев. Адам, почнувајќи со Адамовиот, се разбира. Човечката природа умрела, божествената не умрела никогаш, вели Духот на пророштво, ниту може да умре, се разбира. Светиот Дух не може да умре. Но таа човечка природа Господ ја остава во гробот и тој саботен ден таа поминува во гробот. И таа големата сабота, како и првата сабота на создавањето, е символ на оно што ќе се случи на крајот. Кога запечатените ќе влезат така совршено во Божиот спокој, што повеќе нема да грешат, тие навистина ќе се одморат од своите дела еднаш за секогаш, како и Господ што се одмори од своите при создавањето. Затоа, адвентистите на седмиот ден, почнувајќи од пионерите, се разбира, средината на 19. век, саботата првпат ја прифаќаат не како нешто старо, пример старозаветна
институција. Не и како нешто новозаветно од времето на апостолите, иако и едното и другото е точно. Саботата и била старозаветна институција во законот, и била благодатен празник за раната христијанска црква. Во самото православие дури повеќе од 1000 години, до турците може. Многу долго. Туку адвентистите ја прифаќаат саботата како нешто што таа допрва ќе биде во иднината, како Божиот печат. Адвентистите не ја прифатиле саботата како законска обврска, значи нешто старозаветно. Не ја прифатиле саботата како нешто новозаветно, како новозаветна благодат, иако и едното и другото е точно. Тука како нешто што саботата допрва ќе биде во иднината, како Божиот печат. Адвентистите ја откриваат саботата во светилиштето, значи во светињата на светињите, во времето на запечатувањето. Повели Деја? Аха. Добро. Да. Да, точно. Божиот печат. Каква врска има Божиот печат и со старозаветната сабота, значи како за саботата од законот, и со новозаветната, саботата како благодатен празник на ранохристијанската црква. Тоа малку повеќе ќе посветам време следната сабота, ако даде Господ живот и здравје, кога се паѓа седми да биде сабота. Затоа што Божиот печат, саботата како Божи печат, како нешто есхатолошко, како нешто идно од иднината, се темели и на тоа што била знак помеѓу Бога и Израел, знак дека Израел е посветен, посебен, избран народ во Стариот Завет, но се темели и на благодатниот аспект, која што саботата го имала, особено за оние христијани што не биле евреи, во Новиот Завет. Еден куп христијани во Новиот Завет, што не биле евреи, ја прифаќаат саботата од љубов. Не треба да им кажеш, ниту им кажувале евреите. Евреите не учат дека незабожците треба да празнуваат сабота. Не, евреите љубоморно се чувале саботата само за како нивен знак. Но христијаните што од незнабоштво го прифаќаат Христа и влегуваат во црквата, тие ја прифаќаат саботата од љубов, како благодат. Како и може да биде поинаку. Ако тие толку го возлюбиле оној што го жртвувал својот син за да ги спаси, че оној што нив прв ги возлюбил, па нема да го празнуваат денот што он го посветил и да прифатат било што дошло од него, што има врска со него. Не требало да им се каже. Затоа во Дела 15 глава апостол Јаков што им вели на христијаните кои што потекнуваат од незнабоштвото? Каков декрет донел апостолскиот собор тогаш? Вели се ослободуваат од Мојсеевиот закон во све, освен во овие 4 работи. И во тие 4 работи не споменува саботата. Меѓутоа, што вели понатаму? Зашто Мојсей секоја сабота има своји проповедници кои што редовно го читаат во синагогите. Значи, се подразбира дека сите христијани ја празнуваат саботата и одат во синагогите без тоа да им се нареди, без тоа да им се каже, како што им биле кажани тие 4 исклучови. Да не јадат крв, да не јадат удавено, да се чуваат од блудство и идолски жртви. Тоа им било специјално кажано, потенцирано. Саботата не има потенцирано. А сепак, истиот собор и истите зборови на апостол Јаков потврдуваат дека сите тие ја празнувале саботата. Сите тие секоја сабота биле во еврејската синагога да го слушаат Мојсей.
Не само Мојсе, но Мојсе и пророците. Саботата како Божи печат. Зошто? Освен ова што досега го кажав. И она мисла што најмногу ми се допаѓала. Ние можеме да ги држиме сите 9 заповеди, без да мора да држиме некоја друга. Значи, првата заповед можем да држим без да држим некоја друга. Втората заповед можем да држим без да морам да држам некоја друга. И така натаму. Но само четвртата заповед не можам да ја држам ако не ги држам сите други истовремено. Го разбирате ли ова? Не очекувам веднаш да се разбере, За да ја држам четвртата заповед, треба да ги држам сите други. И деко не ја држам четвртата. Не можам да ја држам четвртата ако сум блудник, ако сум кравец. Не можам да влезам во Божиот покој ако имам греф, непокајан, неопростен, нерасчистен со Господ. Каква е таа сабота? Како еврејска сабота, фарисејска? Тоа не му треба на Господ. Саботата исправно се држи ако се држат сите други заповеди. Ако си посветен, тоа толку добро го разбирале првите христијани, што во псевдонимното, така наречено Варнавино послание од вториот век, се вели, за да држите саботата света, треба самите да биете свети. И тоа нели е така? Се разбира дека е така? Значи, треба да ги држиш сите други заповеди. Ако си свет. Зато саботата е Божиот печат. Дори Талмудот вели, на едно место, ќе се обидам да го цитирам, знам во која книга сум го прочитал, кај се наоѓа, следната сабота. Вели, ако Израел само една сабота совршено ја одржи. И се вреди како да признава дека ниту една сабота совршено не ја одржава. Ако Израел само една сабота совршено ја одржи, ќе дојде Месија. Ќе дојде Господ, второто Христово доаѓање во наш превод. И така и тоа ќе биде. 144.000 ќе држат совршено ќе држат саботата, зашто ќе бидат посветени во све друго. Значи, тоа е саботата што адвентизмот ја проповеда. Не е еврејска сабота. Список на забрани што смееш, што не смееш во тој ден. Не е ни христијанска сабота во смисол славиме, се радуваме, ама и не е битно дали си грешиме или не си грешиме, што мислат протестантите. Значи, кај што благодатта се истакнува, но не постои се уште капак за греот. Туку совршената сабота е таа каде што славиме со сета благодат, со сета радост, а сепак постои капак за греот, повеќе нема грев. Значи, совршено ја одржавме.